Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Годинава се навршува 90 години од склучувањето на Версатскиот мировен договор, со што беше означен крајот на Првата светска војна. Дел од неа се одвиваа на овие терени околу нас. Се уште и после толку години има бројни остатоци кои зборуваат за тоа минато по кое што е вклучен и дел од нашиот народ. Ние се одлучивме да подготвиме на емисија насловувајќи ја Остатоци од Првата светска војна, ангажиравме неколку соговорници и посетивме неколку терени од Пелагонискиот дел и од подношјето на Мариово. Прв наш соговорник ќе биде историчарот Никола Миновски, а потоа ќе зборуваат Костадин Поповски, Петар Солаковски, Методија Ѓоргинов, Кристина од Тепавци, Света Петровска и Тони Петровски. Прв наш соговорник ќе биде историчарот Никола Миновски. Видете, вака, војните од секојаш се воделе за освојување на нови територии, нови пазари и воено-стратешки позиции. Тие позиции веќе ги имае зафатено Англија, Франција, Белгија, Холандија, така што имае повеќе колонии во Азија и Африка. Меѓутоа, дел од европските држави не беа задоволни од таа колонијална распределба и се припрема за војна, односно да освојат и тие нови територии. Така во Европа од тие незадоволници со таа распределба, односно за вземање на позиции во светот,
се јави кај германската буржуазија, потоа Австро-Унгарија, па и настаните на Балканот, каде што дел од државите се исто така помалите држави се борат за територија. Австро-Унгарија, една од тие незадоволници, со завршувањето на Балканските војни, исто така се беше незадоволна со низините планови, која сакаше да се прошири, односно преку Босна и Херцеговина, Санџак и Вардарска долина, да дојде до Солунското пристаниште. Таја чекаше погоден момент за да отпочне на таква пенетрација кон балканскиот дел на односно кон Солун. Тоа беше поводот познат Сарајевскиот атентат на австро-унгарскиот престолонаследник Фрањо Фердинанд во јуни 1914 година. Тоа беше една причина за се објави, односно да почне и Првата светска војна. Австро-Унгарија постави некој неприфатлив ултиматум на Србија за повлекување на низините трупи од Босна и Херцеговина и така, и други делови. И така, значи, отпочна после месец дена Австрија ја објави војна на Србија. Бугарија на некој начин, дали од претходните војни, Првата и Втората Балканска војна беше обврзана, декларативно се изјасни дека ќе држи неутрален став. Меѓутоа и таа едва и чекаше да се реваншира со превземање повторно на делови од Македонија, односно на окупација на цела Македонија. Француските и англиските трупи, сметајќи дека тука ќе се одвиваат најголемите борби, одма своите трупи ги скрца во Солунското пристаниште и така што да го сопрато на напредување на германско-австро-унгарските трупи кон исток. Тоа му беше целта, мислам, на Германија, да дојде до афричкиот дел и до азискиот. Меѓутоа, овие со дебаркирањето на Дарданелите и искрцувањето во Солун, на некој начин го забавија тој продор и доаѓа до формирање на еден фронт кој зафаќаше од албанските делови планини, преку Охридското езеро, Кожув планина, Беласица, па дури тамо места и излегуваше таа фронтова линија до Орфанскиот залив од другата страна на Халкидик. Бугарија правеше напори на некој начин да се инфилтрира во оваа војна и тоа го правеше со некои своји испади, односно со провокации на источната граница према Српска Македонија, односно Крива Паланка, Кратово тамо, така што неколку пати навлегува во тие територии, а посебно со навлегувањето во 1915 година во Валандово, успеа да ги протерат со српските сили, но веројатно под притисок на големите сили се повлекла известно време, но тоа беше привремено. Така што дури во 1915 година веќе Бугарија објави дека влегува во војна на страната на централните сили, односно на страната на Австро-Унгарија и Германија. Антантата ја представува Франција, Англија,
Италија, а покасно значи се вклучи и Бугарија и Романија. Така што доаѓа до зајакнување на силите на централните сили и создавање една голема поголема мислам со во наоружање и во борбени единици, така што Бугарија веќе постепено почна да ги ослободува источните предели на Македонија од така наречено ослободување, бидејќи тие се нови окупатори во Македонија. И веќе на 20 ноември 1915 влегуваат во Битола. Српските војски постепено се повлекува, а исто така и према Моравско-Вардарската долина, тие се повлекуваат, така дел од српската војска веќе успеа преку Албанија да стигне на островот Крв. Целата, мислам, војска беше во збег, неорганизирано, во една паника. И тука на Крв имаше и доста со војската и дел од цивилно население кои смета дека ќе бидат малтретирани или убивани од бугарската војска. Но по известно време со помош на французите кои добро ги наоружа, доаѓа до повторно доаѓање на овие простори и меѓутоа тие на овие простори доаѓа и до укопување на нити на другите сили во делот на Битолскиот реон, кај Макчалан и околината на селата во Битолско. Ајде конкретно да видиме колку војски на овие терени војуваа. Па новите терени војува, се смета дека војувале околу 300.000 војска од двете страни. Така. Кои држави можеме некои да наброиме? Па тука може да се набројат бугарските трупи на чело со генералот на втората армија, генералот Тодоров, потоа 35-та дивизија на италијанската војска на чело со Пепито ди Рореро, како и на француските на чело со генералот Сарај, тој беше командант на сите трупи на сојузничките сили, односно на Антантата. Додека имаше и мислам помал број на австро-унгарски, меѓутоа тие тука беа распоредени повеќе на околу Дрина и Колубара, каде што се воде исто така големи битки. Имало и од арапските војни, од Русија, па дури има некои податоци, дури и од Непал. Па овие колонијални земји, како Англија, Франција, имаја голем број на своји трупи, односно војници од тие земји, од арапските, од азиските земји, така што голем дел и од нив тука војува на овие простори, а тоа може да се види и по француските гробишта на кои према верата, значи, имат и символ на самите крстови дека биле од Така, арапските тие земји. тука војувале и од сите има гробишта, тука останале еден вид за туѓи интереси, меѓутоа и од македонските војници биле мобилизирани да учествуваат на двете страни, брат со брат да се бијат. Па, знаете, тука се променуваја силите, односно окупаторите. Те еднаш ќе освоја, речиме, Битола србите, другиот пат влегоа бугарите известно време, така што сите тие си регрутираја од местното население, дополнувај на своите трупи и ги пуштаја на првите борбени линии без никаква воена обука, така што голем дел од нив гинеа, мислам, без некое војничко искуство.
Како историчар можеле педантно и детално ги имате следено сите овие остатоци. Какви, односно сите овие настани, какви остатоци има на нашите терени се уште од тие борби? Јас овие терени, целата каде што беа стационирани овие војски, скоро ги имам сите поминато и верувајте во секое село има остатоци од делови од гранати, од којнска отпрема, бидејќи тие брдски топови ги влечкале со коњи, па се кршеле тие делови останати, од шлемови, од оружје делови, какви не делови, значи може да најдеш од тие. Има доста и бункери, скривалишта, како што се овие во близина на Битола, кои се наоѓаат и на други места. На целото Мегленци, ако верувате, има на секој 20-50 метра бункери, кои неверојатно се копан со на каква техника не ни е познато. Во самите Карпи бункер се јавува и цел тие скоро издупчен од бункери, каде дури има и големи бункери, како двособни, трособни станови, да речеме, или Цели галерии. Цели галерии има од тие. Има остатоци оружје, некои бомби се не експлодирани, се уште гранати. Се најдуваат исто така и оружја не експлодирани. Тоа може и да се види во градот Битола, каде што денес каде ќе се копа негде, ќе речат најдени се гранати од Првата светска војна. Да не заборавим дека Битола скоро 2 години беше бомбардирана. Прво од едните, од централните сили, па постоја од Антантата, така, односно прво од Антантата, од французите, бомбардирана беше. Па потоа бугаро-германските трупи исто така стационирани околу Битола и Пелистер ја бомбардира Битола скоро 2 години, каде што беше скоро цела разрушена. Луѓето живеа во визбите, во несоодветни услови, се умираше од глад, од убивање со бомбардирањето. Така што има една хронологија во тоа бомбардирање, колку гранати паднале во Битола, во околината и така. Илјадници, како што падна и жртви. Да. Вие дел од овие податоци имате сублимирано заедно со професорот историчар Ѓорги Танковски Лилин и веќе во печат е книга насловена Битола и Битолско во Балканските војни и во Првата светска војна. Што се обработува накусо да ни кажете во неа? Всушност во неа се обработуваат првите, мислам, Балканската војна, прва и втора Балканска војна. Во втората нема некои тука позалюбителни акции во Битолско, меѓутоа во првата имаме и Првата светска војна, значи Битола и Битолско офатено е со повеќе детали, со повеќе учество на сите тие војски тука на овие простори. И со релевантни податоци, сигурно. Со релевантни податоци. И исто така на поглави имаме кое денес се јавуваат како незадоволни дека не се грижиме за тие остатоци односно покојници, за тие расфрлени по овие простори на Битолско и Битола, загинати војници, така што таму обработуваме за сите тие воени гробишта, како во Битола, така и во околината, кој ги има, речиси, во секое село, од посебно Риовскиот крај и кај Мрчелан. Еве, ние имаме и некои други соговорници ангажирано, па сега ќе одиме на некои други терени, ќе видиме дел од тие остатоци што има од Првата светска војна, така е насловена и ова нашата емисија, па ќе можат гледачите да се запознаат со тоа.
Невладината организација Стоп НУС, чиј председател е Костадин Поповски, има регистрирано бројни остатоци низ целокупна територија на Битолско-Прилепскиот регион. За какви остатоци станува збор? Па видите, Македонскиот фронт од Првата светска војна или фронтот од Првата светска војна се вика и Македонски фронт, заради тоа што од купната територија километража 675 километри квадратни, колку што фаќаше ова крило, 286 километри беа на територијата на сегашните граници на Република Македонија. 2/3 се на териториите на општините Прилеп, Битола и Новаци, да речеме овој дел. Иначе ги опфаќа општините Кавадарци, Дојран, Гевгелија, Ресен и Охрид. Во нашето и мотивот што уште од далечна 2003 година кога формиравме невладината организација Стоп НУС Битола, ја формиравме со единствен мотив е тоа дека на овој простор каде што беше линијата од Првата светска војна има неограничен, енерно број на неексплодирани убиствени средства, значи за останат воен материјал. Тоа значи Стоп НУС, значи неексплодирани убиствени средства. Значи стоп за неексплодираните убиствени средства кои што се наоѓаат на овој терен, на нашиот терен по линијата на фронтот. Така да и мотивот за формирање на нашата организација уште далечната 2003 година беше со единствено цел да можеме да дајме свој допринос, значи свој професионален допринос во евентуалните намалување на последиците од овој заостанат воен материјал. На територијата на општина Битола, Новаци, во кој што моментално работи од нашата организација, регистрирани се безброј вакви остатоци. Значи, ова што го гледавме денес, мислам, кој што е цел на оваа емисија, ние ги видовме само дел од првата борбена линија 918 година. Се загубивме низ овие ровови, катакомби, кај се наоѓаат овие, кога ги граделе, за колку период? Овие ровови се градени од декември 1916 па се до завршетокот на војната. Значи за нецели година и пол се градени. Овој дел во близината на Маково, каде што по сите историски истражувања и претпоставки се наоѓа дека овде била стационирана првата борбена линија на француската и српската војска. Тоа е непосредно во подножјето на Кота 1050, познатата Кота 1050, која што е доста историски обработена, чуена, која што за време на Првата светска војна се водеа меѓу неколку најжешки битки кои што се водеа на овој терен. Сакам да напоменам и ова дека на овој 258 километарски фронт кој што се претегаше низ нашата територија, најкрвавите борби, а воедно и самиот пробој на фронтот се изврши баш на нашата територија, мислам на општината Новаци и Битола. Така, тука во околината има и други вакви остатоци? Ова е само еден дел, еден мал дел кој што ни ги враќа спомените, односно ни ги враќаат реалната ситуација како било 1918. Ги враќаат горчливите спомени од гинаа наши војници. Да, апсолутно мислам дека голем дел од нашето македонско население, поготово граѓаните, односно селаните кои што беа вдолж линијата, беа најповеќе, мислам, настрадени, најповеќе експлоатирани, затоа што воените услови се воени услови.
Еве забележавме овде едно шише шампанско, тога сигурно француски шампањац, некои велат дека се уште се наоѓаат затворени, штета ние најдовме отворено и спиено, не ќе имаме шанса да се освежиме, али се освеживме со овие сеќавања за тој период од нашето историско минато. Добро, само остатоците од Првата светска војна не се само заостанати од воен материјал, значи не експлодираните убиствени гранати и бомби, има и секаков друг воен материјал, логистички материјал кој што се наоѓа на терените кај нас. Морам да напомнам и тоа дека долж линијата, значи долж линијата во нека си далечина 10 до 15 км се наоѓаат се уште неоткриени и големите воени магазини, кои што се ги користат за логистичка подржа на единица, затоа што нови фронт, нови мал простор само кај нас, како што рече професорот Миновски, имаше негде околу над 300.000 војска од двете страни, значи огромна количина на војни лица, односно војници кои што нормално мораше да се хранат и да се одржуваат во тој, да речем, двегодишен период кој што беа стационирани исклучиво на овие места. Добро. Еве ние сега ќе продолжиме и натаму, па ќе видиме што ќе откриеме за нашите гледачи. Професор доктор Петар Солаковски има докторирано на тема Битолскиот округ во Првата светска војна и важи за еден од авторитетите во Битолско во врска со оваа проблематика. Па еве него ќе го замолиме, професоре, какви борби се одвива овде на свиокот на Црна река? И кој простор го зафаќаше тој свиок и како се одвиваше сета таа борба, накусо да ни образложите малку? Да. Јас работев на оваа проблематика. Мојата докторска дисертација се однесуваше за време на Првата светска војна, со посебен осврт на Битола и Битолско, или ако сакате, Битолскиот регион за време на Првата светска војна. За време на Првата светска војна на овој простор, на Битолскиот сектор од Македонскиот фронт, се одвива многу значајни битки. Една од тие битки е
пред да спомениме битката на завојот на Црна река, битката кај Горничево и битката кај Кајмачалан во октомври 1916 година. После освојувањето на врвот Кајмачалан од страна на српските единици и со помош на француските единици, бугарските единици биле принудени да се повлечат на север спрема завојот на реката Црна. Вие ме прашавте завојот на реката Црна. Да, јас ќе кажам пак уште еднаш, таа е на овој простор, на завојот или ако сакате свиокот на Црна река, се одвива многу жестоки борби од едната страна српските единици заедно со француските, а другата страна бугарските единици со германските. Сега малку да објаснам кој е тој простор што го офаќа ова битка завојот на Црна. Завојот на Црна започнува по течението на реката Црна, влегувајќи во Битолското поле, во правец на југ, се до селото Брод. И тука кај селото Брод, таа всушност и најјужната точка од завојот на реката Црна, потоа кон исток спрема селото Добровени, селото Скочивир и позади Скочивир на север продолжува тој свиок, тој завиок, низ Мариото, тука се селата Крапа, на исток од селото Ивени, на исток од селото Брник, Зович, се до Чаништа. На овој простор, по течение, средниот тек на реката Црна, по ова течение, да кажам уште еднаш, се одвива едни од најжестоките битки на просторот на Битолскиот сектор. По повлекувањето на, кажав, на бугарските единици од Кајмачалан, почетокот на октомври, на 7 и 8 октомври, српските единици го освојуваат селото Скочивир и после тоа продолжуваат со освојувањата на Добровени, Бач, а претходно на 3 и на 4 октомври веќе се освоени селата најпрво Сович и Жувајно. По освојувањето на овој простор, на овие села, ќе кажам покасно, штабот на српската војска е поставен во селото Бач, каде што селото Бач стана престолнина на српската војска, како што викат србите, престолнина на кралството на Србија 2 години, од есента 1916 до пробивот на фронтот есента 1918 година, значи селото Бач била првата престолнина, како што викат, пак ќе кажам, србите на кралството на Србија. Сега да продолжам уште кои биле главните действија и целта, и главно не беше битката на завојот на Црна. Реков, по доаѓањето и освојувањето на Скочивир и на Доброни, српските војски, тука Дринската дивизија, Моравската дивизија, Дунавската дивизија, најпрво се обиделе да пробијат кај мостот на селото Брод, меѓутоа неколку пати биле одбивани. Но на разни начини продолжувале српските действија, се со цел да го прогонат, продолжиле со нападите да го прогонат непријателот, нели, бугарските единици, а со помош и на француските единици. На овој простор, од Брод до Добровени до Скочивир, неколку пати се водеа таа борба, се да се помени реката Црна. Но така лесно не се преминала реката Црна, бидејќи бугарските единици, односно бугарските војски дава силен отпор. Храбрите, да кажам, покрај налетите на српските дивизии и со помош на француските, дава отпор. Сега од овој простор тие биле принудени постепено да се повликуваат, а се тоа се случува овие действија во октомври месец, реков 1916 година. Потоа продолжува со пробивот на српската војска на просторот северозапад од Брод, на Чукарите тука Брод, па по на запад тука е Гардилово селото, тука се формира една нова линија, па потоа Веле село тука, спрема Полог и се до реката Црна, до селото Крапа.
на овој простор цело октомври месец или ако сакате поточно првата половина на октомври се одвијат многу важни борби. Каде што и од едната страна и од другата има големи жртви нели, од војската. Историчарите кажуваат или современиците дека секоја педа, но секоја педа се наоѓа војска на овој простор, како што кажав пред малку. Секоја височина, секој долче било исполнето со војска. Значи на овој наш простор тука, на овој дел голем број на војска и од едната страна и од другата страна. Ај малку да ни кажете кои биле последиците на населението тука од тие војни? Последиците од тие војни, видите, за време на овој, додека се одвиваат овие действија, тука нашето население Било од двете страни. Заробено да војува и од двете страни. Да, то не кажав дека. Но не значи ние говориме за бугарски војници, бугарските дивизии и српските дивизии, но морам да кажам, како што ме подсети тука, да кажам дека и од страната на бугарски, и во страната на српските дивизии и на бугарските дивизии, ако сакате и од страната на српската војска и од страната на бугарската војска, секако дека имаше голем дел учесници македонци. Да, македонци учесници, а секако дека имаше многу учесници во српската војска и од овој наш простор тука, и не само во српската, туку и во бугарската војска. Со тоа и жртви. А и жртви секако дека и други жртви. последици А врз по сето тоа населението. последиците страда населението тука на овој простор каде што се одвиваат воените действија, затоа што настапува глад. Нема храна, нема јадење за населението. Посебно страдат, како што кажа во овие села, Брод, Добровени, Скочивир, Сливица, Сович и Бач, каде што во извештаите тогашни извештаи на французите и на останатите извештаи кои што известували, кажува за ова страдење на нашето население тука од овој простор. Потоа, имаве раселување, кај што се одвива битката во Брод, Добровни, Скочир или во Тепавци, на другите села тука, се раселува населението. Еве, тие се големи, тие се така последиците. И друго можам да кажам дека на почеток од октомври, кога е заземено Скочивир, српската команда доаѓа во Бач. Бач станува престолнина, ве рекол 2-годишна престолнина тука. Тука дури има резиденција на престолнаследнико Александар. Потоа одма французите тука, одма до Бач на просторот на местото Јамиште отварат односно аеродром. Да, аеродрома тука, непосредна близина па до аеродром, други почна со сите тие потреби и болница така сето за потребите на војската тоа. И сега последиците... Објекти некој од тогаш да има други на овие места, остатоци уште да има објекти, да не подсетуваат на тие времења. Па сето, да ви кажам, на овој простор, јас кажав премалку на секоја педа или ако сакате на чекор, тука се гробиштата токму од тие паднати војници, од српски, од бугарски, француски, германски на овој простор, почнувајќи нели од Бач тука, Брод, Скочивир, Добровени, одма до Скочивир има посебна гробница тука, посебно кај што се закопани француските војници, па по на југ Ретиро горе тука српските, така да, на овој простор имаме... Вие потекнувате од овие краишта, меѓутоа, кога зборуваме дека многу жртви имало, нема некои така поголеми пообемни гробишта, каде биле преселувани, пренесени се на други места, секако послем тоа, по завршувањето на војната, тие што можело, што се знаеле гробиштата, така или остатоци некои од војниците, собрани се, и еве во Битола знаете гробиштата, кај што се српските гробишта, послем знаете француските гробишта, па послем германските, па бугарските, сето тоа се повлече, или дури, ако сакате, и од гробовите на Кајмачан, тамо дури е направена костурница. Не знам колку знаете за таа костурницата, па црквичи и така натака, сето тоа останува тука. И најголемиот дел, како што кажав, тука се во Битола, да речеме, тие гробишта. Еве, за овој пат ви благодарам. Ако треба нешто по течението на Црна или на овие терени каде што ќе одиме, уште нешто ќе ни дополните. Добро, тука сме, што треба ќе објасниме така спрема податоците што ги имаме, тие мислам докажано со сите изворите со кои располагаме, мислам сето она ќе го кажеме.
со цел да разоткриеме што повеќе остатоци од Првата светска војна на овие терени, од селото Брод, по стариото џаде, по стариот пат за село Тепавци се упативме. Меѓутоа патот е мошне оштетен, бидејќи тука во близина е изграден друг пат за потребите на копот на Гнеотино Брод на рек Битола, а ова место го викаат, како го викаат, рековте? Близни Дабици местото се викало, еве ме надополнуваат, а ова чешма овде изградена била уште од време на престојот на италијанските војски овде и некогаш према кажување на некои служела и за капење на базени тука кога имало вода. Мостот е прилично оштетен, меѓутоа еве задржани се и некои остатоци за да може да се забележи во каква состојба бил некогаш и како изгледал тој, а од тука сега ќе продолжиме за село Тепавци, потоа ќе се вратиме малку назад и ќе одиме за Ергела, некогашното значи стопанство 11 октомври за Капелагонија. Еве сме во селото Тепавци, родното место на Методија Ѓорѓинов, кој што на повеќе пати досега учествува во нашата емисија, сме планинареле, сме патувале, особено хоби му е историјата и еве дојдовме да ни каже нешто овде за единиците како се движеле за време на Првата светска војна и какви остатоци можеме да забележиме од тој период. Пак јас ќе кажам побргу настанот на селото ми е поинтересен. Селото наше не е многу старо, датира негде од почетокот на 18 век. Претежно е населено со доселеници од Корча, така да 2-3 клона семејства, тоа се Ѓорѓинови Волканови, Джелови Јошеви и Слабовци кои потекнува од селата Звезда, Корито и Звезда и Корито, така, и Полени. Оттаму се доселени. Но интересно е уште една работа, ко се доселувале овде така наречено Тепавчани, дел од тој род се населил во Добровени. И двете села потекнуваа од исти род и до денески повеќе од 300 години меѓу Добровени и Тепавци се одржуваат тие родовски врски, родбински, нема ни мажење, ни женење, ние како деца знаеме со чупињата од Добровени си се знаеме како роднини. И тоа се одржува така и селото е така настанато, иначе сето е ново, од Полог Положановци, Нечовци од Мегленци, Цветкој се од Шумен од Сруга, Мајлој од Битола. Да не иредам сите, главно селото ново населено е пред 300 години. Малате по Мариовски, спаѓа ова во Мариово, овде гледаме еве пат за Гнилеш. Добро, ние така не рачуна како Мариовци, па спаѓа сигурно. Јас се осеќам Мариовцот и мајка ми е Мариовка од Петалино и иначе дијалекто ние малце поблиску до Мариовот колку кон полето. Иначе во Првата светска војна селото наше беше под талијанска зона. Тука дивизијата под нашето село и местото и ден денески се вика дивизијата. Од нас постарите се децата ќе го изгубат, биле талијанските единици. Има остатоци, чешмата овде селска ни е правена со базен беше. Во селото во среде на селото постои бањата и ден денески уште постои кај што била бањата кај што се капеле тие војниците и така. Црква забележува манастир? Црквата ни ќе ја видиме со камерата, ќе ја посочиме. Пише на неа од е градена во 1795 година. Манастирчето е покасно градено след Првата светска војна, но црквата ни е доста стара. Има некој сега живее во селото? В селото живеат 25-6 души, даже сега може да се радвам, имаме и млади.
Сега се женија некои од наши зеда од Албанија, па и деца се раѓаа веќе. Така, сега можеме малку да прошетаме низ селото? Сега можеме, ќе прво ќе видиме црквата и бањата ќе видиме на Петито и ќе си одеме. Како сега се чувствувате после колку време си доаѓате во родното место? Нас не е мило родното место секогаш, кај да оде иде од човек мој родното место мило. Ние си идваме, се виѓаме тука и така. Колку ќе трае ќе видиме. Главно селото како што гледате камерата што хвати, испустено е. Ова село беше богато, не богато, кој како да за еден пристоен живот да се живее со 2-3 илјади грла овци, со 500 глави крупен добиток се живееше селото, беа доста и сточари и житопроизводители. Ама сега нема ништо од него, сега се останати старци. Името да не знаете зошто го добило Тепавци? Степавцеви се викало, овие кои дошле од Корча, така се викало, овие Добреви, тие биле браќа, така се вели баре, Добреви Степавци. Тепани или не? Не, Степавцеви и Добреви, така се вика. Значи така. Ајде опишиме кај се наоѓаме сега. Тука пред нас е рек, така? Така. И плодната Пелагониска равница. Овде рековме патот за Гнилеш. Од тука започнува тој Мариовски одел нагоре? Од тука се оде за Гнилеш и Ивени, Полок. Полок. Селечка, ние сме напуштени краишта. Сите се запустени, овде се ние сега во подножието на Селечка планина. Селечка планина почнува... Остатоци на сите страни има од Прва светска војна. Има. Или гробишта, или камења. Има гробишта, спомени, има такви работи. Гробиштата... Овој пат по кој што минувавме француски... Тоа е француски пат, од французите граден. Ајде да ни се представите. Име, презиме. Сребренка Кристина, хајде. Ова куќата ваше со кој живеете? Со едно дете живам, ништо немам друго. Му детето јаскато. Она обесеното на прозорецот сирење? Мое сирење тоа. Тепано? Тепано. Како се подготвува? Така со раци тоа. Колку време онде ќе седи онака? Ами 2-3 дена, да се опече сонце, се ќе расола. За ваша употреба. Нема тука ни пазар носење, ни ништо. Нема пазар кој е на месец нема на пазар, на месец цел нема на пазар. Со што превоз немаме ништо и нема ништо. И како живеете сега овде? Да, како живам, тешко мене, јас знам како живам. Тоа си има превоз, дето вода, тоа што нема. Леп храна кој ви подготвува? Си купам, си меса леп, брашно си ми купам, си меса леп. За такса си дат таму. Се думи за банки плаќам такса. 70 денари, не? Ја. 700 денари. Така, 700 ја. 700 денари. 700 да си купа, тоа е сад битро и се враќам. Толку се, ба? Толку да. Стока имате нешто? Имаме. Имаме стока. Еве, гранати, бомби, експлодирани, не експлодирани, има на повеќе страни. Ова граната од кога е овде? Од Прва светска војна. Ама овде така стои секогаш? Така стои ту во зидо беше. Таму видов пред куќата имате Пред некој. куќата тие се празни, нема ништо во они, празни се. Зошто и чувате? Така за клукање, да клукаме косите, кај што косе мажот ми, да клука. Со кој живеете овде во село? Ние со Павле, с двајцата сни, едно дете, ама тоа не иде дето тука. Павле Шовие. Маш ми е Павле. А, што години е тој? Ами 33-та е, 76. 76. Да. Здравјето добар е? Арен, само едно Вие? токце, едно. А јас кад остане мене, јас стар човек сум, нека умре по-друго.
Не море оти така. Абе да умреш, а да живеем, не се живе, бре, дете. Нема... Тешко се живее во село, а? Тешко се живе во село, пусто да остане. Не се живе, нема ни леп да јадиш, ни со леп да јадиш. Сами се си подготвувате сами? Сами леп ти си печа во вурната сама. Бавчечка нешто овде? Бавча имам една погон, во сливите, оние сливите. Имам ен погон бавча. Иди вака некој доаѓа од време на време или никој? Никој не иде, никој не ме бара зашто му су, само да му даиш. Јас ка не ид. Да вака дено како ви върви? Со бајле што правите? До на чешма и то? Со бајле ќе стана лепешките на кравите ќе му исврла. Крави имам. 10. 10 крави. 10 и 3 телиња, 13. Ќе стана, ќе му исврла лепешките, ќе му зема сено, ќе му дам вода, ќе му дам пребој и вечер па така, ќе му дам сено, па пребој, па сено ќе земам, ќе на бавчата, ќе набера гравче, ќе орушла, ќе опустат да му дам да јада. И другиот ден пак така и третиот ден? И третиот ден така, и првиот ден така, се со тоа работаме ние, ништо друго. Да не ве задржавме од работа се. Абре не бе, ме задржате, реку ќе рона гра. Ви благодарам. Да ни се представите име, презиме? Петровска Цвета. Цвета Петровска, од Брод. Брод сте родени сте во Брод? Во Брод, ја, тој беджанако наш. И тука се омажите? Тука се омажите. Кај најдовте во ова село? Абре, го наоме личен човек, личен, убав. И сега личене не можеме да го видиме. Абе, Ама кај работли печим, има 10 крави. Работење насебеле ќе поеде истерва, ќе си дуе, ќе се врате, ќе измолзе козите, кози имаме 7-8, ќе измолзе козите, па ќе и пуштовците ди пасе. Не оди низ другите села по нешто. Абе не, ова како ова корак од овој назумка. Моје дете не се игре, со стар човек не се игре дете. Ние сме стари, не можеме ништо да работиме. Ние сме за таму, за напад. Напад сме и ние. Ние сме за на она, му сака и на шарената да поеме, ама не можеме да поеме. Побргу да поеме сам. Каква веселба, еве слушнавме и куќе, да не сме сами ни селото. Вие од ова село сте? Да, од овде. Не интересираше бања ни рекоа некој за користење на војниците, ова е тоа место? Пребе се ако... Како што ви кажувале, веројатно. Како што ми кажувале, да, јас сум помлад, татко ми, тетка ми постарите, имало тука некоја бања. Ама сега дали била за војската, или пак била од некои болести се лечеле тука. Хемикалија, значи од... А полнеле со вода наводно, па после натревана на болести, така. Да, се пикале луѓе. Овој бункерот зашто служил? Па најверојатно некој во Првата светска војна бомбардирање кој имало, па се пикале внатре луѓе да се криеле, заштита така наречена скривница. Сега затрупане, не може. Затрупане, не се знаете башка бандера тука некаде од прилика, сега што не знам, по дедо ми кажувањето, татко ми што пренесол. Тука некаде било, тоа точно сигурно се... И село гранати, експлодирани, не експлодирани, други остатоци од Прва светска војна? Има колку и да сакаш, има, многу има. Има баш онде, има сегде има голема онде, на патоство е така. Никако деца растени се сони. Не ви е страв нешто? Зошто се да? Нормална работа.
Навикнавте на тоа? Навикнати се. Добро, ајде да ни кажете ваше име и презиме. Тони Петеревски. Ви благодарам. Нема. Еве сме моментално тука во близина на ергелата на когашниот 11 октомври на ЗК Пелагонија. Тука има во низа 3-4 бункери. По едни податоци дека датираат од Прва светска војна, излабени се оде во камењата, некој пак рекоа дека се градени нешто подоцна, но во секој случај се остатоци од едни минати времења, кога на овие наши терени постојано се војуваше и то туѓи војски во кои масовно беше ангажирано и нашето население, особено млади лица, а да заштетите на населението во селата пак да не зборуваме. Гледавте емисијата Патуваме, откриваме, овој пат насловена Остатоци од Првата светска војна. За наредната емисија ќе отпатуваме до друго место.